Заеднички нишки во митологијата. Зошто да разгледуваме митови? Зарем тие не се само измислици од далечното минато? Иако е точно дека многу од нив се темелат на измислици, сепак некои се темелат на факти. Земи ги за пример митовите и легендите кои можат да се најдат по целиот свет, а се темелат на фактот за светската поплава, односно потопот, за кој зборува Библијата. Причина зашто разгледуваме митови е тоа што тие се темел за верувања и ритуали кои се уште постојат во денешните религии. Например, трагата на верувањето во бесмртна душа може да се следи уште од древните асиро-вавилонски митови преку египетската, грчката и римската митологија, па се до христијанскиот свет, во чија теологија станало основна догма. Митовите се доказ дека древниот човек трагал по богови како и по смислата на животот. Во ова поглавје кратко ќе опфатиме некои теми кои се заеднички за митовите во главните светски култури. Додека ги разгледуваме овие митологии, ќе забележиме како создавањето, потопот, лажните богови и полубогови, бесмртната душа и обожавањето на сонцето редовно се појавуваат како заеднички нишки во шаренилото на митологијата. Но зошто тоа е така? Многу често сршта се состои од историски факт, лице или настан кој подоцна бил преувеличен или искривен така што попримил облик на мит. Еден од овие историски факти е библискиот запис за создавањето. Факти и измислици за создавањето. Постојат изобилство митови за создавањето, но ниту еден од нив не ја содржи единствената логика која ја има библискиот запис за создавањето. Например, извештајот кој се наоѓа во грчката митологија звучи варварски. Првиот грк што ги запишал митовите на еден систематски начин бил Хесиод, кој во 8 век пред нашата ера ја напишал својата Теогонија. Тој објаснува како настанале боговите и светот. Почнува со Геја или Гаја, земја, која го раѓа Уран, небо. Она што следи понатаму го објаснил изучувачот Джеспер Грифин во The Oxford History of the Classical World, Оксфордната историја на класичниот свет. Хесиод ја кажува приказката која му била позната на Хомер. За низата небесни богови, најпрвен врховен бог бил Уран. Но поради тоа што ги задушувал своите деца, Геја го охрабрила својот син Крон да го кастрира. Крон пак од својата страна ги голтал своите собствени деца. Се додека неговата сопруга Реја не му дала да изеде еден камен наместо Зевс. Детето Зевс било одгледано на Крет. Го присилило својот татко да ги поврати неговите браќа и сестри и заедно со нив и со помош на други го поразил Крон и неговите титани, па ги isфрлил во Тартар. Од кој извор грците ја добиле оваа чудна митологија? Истиот автор одговара: изгледа дека крајното потекло е сумерско. Во овие источни приказки наоѓаме низа богови, а мотивите за кастрирање, проголтување и за камен се повторуваат на начини кои, иако се различни, покажуваат дека сличноста со Хесиод не е коинциденција. На древната Месопотамија и Вавилон треба да гледаме како на извор на многу митови кои продреле во другите култури. Древната митологија на кинеската народна религија не е секогаш лесна за дефинирање, бидејќи многуте записи биле уништени во периодот од 1991 пред нашата ера. Меѓутоа, некои митови останале како што е оној кој опишува како била обликувана земјата. Професорот по ориентална уметност Ентони Кристи пишува: дознаваме дека Хеосот бил како јајце на кокошка. Не постоеле ни небото, ни земјата, од јајцето се родил Панку, додека од неговите тешки елементи била направена земјата, а од лесните елементи небото. Панку е представен како џуџе, облечен во мечкина кожа или наметка од лисја. За 18.000 години растојанието меѓу земјата и небото се зголемувало по 3 метри на ден и Панку растел со исто темпо, така што неговото тело ја исполнило празнината. Откако тој умрел, различните делови од неговото тело се претвориле во различни природни елементи. Од болвите на неговото тело настанал човечкиот род. Глупости. Една легенда на инките од Јужна Америка објаснува како еден митски творец му го дал говорот на секој народ.
Тој му даде на секој народ јазик на кој ќе зборува, му даде битие и душа на секого, како на мажите, така и на жените, и му заповеда на секој народ да се симне под земјата. Така секој народ го помина под земјата и излезе на местата во кои тој ги определи. Потопот, факт или мит? Враќајќи на назад околу 4500 години до отприлика 2500 година пред нашата ера, Библијата ни кажува дека бунтовните духовни Божји синови се материализирале во човечки облик и си земале жени. Ова неприродно вкрстување ги произвело насилничките нефилими од стари времиња, по сила прочуени луѓе. Нивното необуздано несување влијаело врз предпотопниот свет до тој степен што Јехова рекол: ќе ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, зашто се покајав што ги создадов. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. Понатаму извештајот продолжува со конкретните и практични чекори што морал да ги преземе Ное за да се спаси од потопот себе си, своето семејство и различните животински видови. Записот за предпотопните настани е раскажан во Битие. Современите критичари го жигосуваат како мит, сепак верните мажи, како например Исаија, Езекиел, Исус Христос и апостолите Петар и Павле ја прифатиле историјата за Ное и верувале во неа. Исто така неа ја поддржува и фактот што таа се одразила во толку многу митологии ширум светот, вклучувајќи го и древниот еп за Гилгамеш, како и митовите на Кина и на астеките, инките и маите. Имајќи го на ум библискиот запис, да ја разгледаме сега асиро-вавилонската митологија и незините осврнувања на еден потоп. Потопот и богочовекот Гилгамеш. Враќајќи се наназад во историјата, можеби за околу 4000 години, наидуваме на прочуениот акадски мит наречен епот за Гилгамеш. Нашето спознание за него се темели главно на еден текст на клинесто писмо што потекнува од библиотеката на Асенафар, кој владеел во древната Ниневија. Тоа е приказна за потфатите на Гилгамеш, кој е опишан како 2/3 бог и 1/3 човек, т.е. полубог. Во една верзија од епот се вели: во Урук тој изгради ѕидови голем бедем и храм на благословениот Еан за богот на небесниот свод Ану и за Иштар, божицата на љубовта, нашата дама на љубовта и војната. Меѓутоа, Гилгамеш не бил некој суштество кое било баш пријатно да се има во близина. Жителите на Урук им се жалеле на боговите. Неговата страст не остава девица на незиниот љубовник, ниту ќерка на војнот, ниту пак сопруга на благородникот. Каква акција презеле боговите како одговор на приговорот на луѓето? Божицата Аруру го создала Енгиду за да биде човечки ривал на Гилгамеш, меѓутоа наместо да бидат непријатели, тие станале блиски пријатели. Во текот на епот Енгиду умира скршен, Гилгамеш плаче, па кога ќе умре, зарем нема да биде како Енгиду, болката му во дробата, плаче се смртта. Глупости приказки, брат. Читајте Библија, ова глупости, ова што читам искрено не ми се бендиса воопшто. Но има и добри работи тука за религијата, али ова не е баш со Гилгамешот, целосна глупост, без врска муабет. Астетската митологија зборува за 4 претходни ери. Во текот на првата ера земјата била населена со џинови. Тоа е уште еден потсетник за нефилимите, џиновите на кои укажува Библијата во Битие 6.4. Таа митологија содржи легенда за еден исконски потоп во кој горните води се споиле со долните, збришувајќи ги хоризонтите и правејќи се да биде еден безвременски космички океан. Дождот и водата ги контролирал богот Тлалок. Меѓутоа, неговиот дожд не бил добиен ефтино, туку бил даден во замена за крв од жртвувани жртви, чии пролеани солзи ќе симулираат и така ќе поттикнат врнење дожд. Една друга легенда наведува дека во 4-та ера владеела Калкиутлику, божица на водата, чиј универзум бил збришан со потоп. Луѓето се спасиле така што се претвориле во риби. Приказки со овие не верувам во ова. Слично на тоа и инките имале своји легенди за потопот. Британскиот писател Харолд Осборн наведува: можеби најприсутно обележја на јужноамериканскиот мит се приказните за една поплава. Митовите за поплава се многу раширени и меѓу планинските луѓе и меѓу племињата од тропските низини. Поплавата обично се поврзува со создавањето и со богавлението, манифестацијата на Творецот Бог. Понекогаш тоа се сметало за божествена казна со која се збришало постоечкото човештво во подготовка за појавувањето на еден нов род. Обожавање на сонцето и човечки жртви. Египетската митологија опфаќа опсежен пантеон на богови и божици.
Како и во многу други древни општества, додека египјаните трагале по Бог, се преклониле кон обожавање на она што го придржувало нивниот секојдневен живот, сонцето. На тој начин под името Ра, Амон-Ра, тие го обожавале суверениот Господ на небото кој секој ден пловел со чамец од исток кон запад, кога се спуштала ноќта, тој патувал по еден опасен пат низ подземниот свет. Човечките жртви биле заедничкото обележје на обожавањето на сонцето во религиите на астеките, инките и маите. Астеките прославувале еден постојан круг од религиозни празници на кои принесувале човечки жртви на нивните различни богови, особено при обожавање на богот на сонцето, Тестлатлипока. Исто така, на празникот на богот на огнот, Хуицилопочтли, воените заробеници играле заедно со своите поробувачи и биле на брзина вртени околу еден заслепувачки оган, потоа фрлани во јаглења и изнесувани додека се уште биле живи со цел нивните срца, кога се уште чукале да бидат извадени и принесени на боговите, древните царства на сонцето во двете Америки. Уште појужно, религијата на инките имала собствени жртви и митови. Во древното обожавање на инките биле принесувани деца и животни на богот на сонцето, Инти, и на Виракоча, творецот, митолошки богови и божици. Најистакната од египетските триади е онаа која е составена од Изида, символ на божественото мајчинство, Озирис, нејзин брат и брачен другар, како и Хорус, нивни син, обично представен со сокол. Понекогаш египетските статуи ја прикажуваат Изида како го дои своето дете, и тоа во една поза која многу потсетува на статуите и сликите од девица и дете во христијанскиот свет, кои се појавиле на сцената после повеќе од 2000 години. Со текот на времето, Озирис, супругата на Изида, постигнал популарност како бог и на мртвите, бидејќи понудил надеж за вечен среќен живот за душите на мртвите на другиот свет. Египетската Хатор била божица на љубовта и радоста, музиката и танцот. Таа станала кралица на мртвите, помагајќи им со една скала да се искачат на небото, како што објаснува New Lewis Encyclopedia of Mythology. Таа била прославувана со големи свечености пред се на денот на Нова година, што било годишнината на нејзиното раѓање. Пред разденување, свештеничките го изнесувале кипот на Хатор на терасата за да ја изложат на зраците на сонцето кој изгревало. Веселбата која следела била изговор за еден вистински карневал и денот завршувал со песна и пијанчење. Дали работите се измениле многу во однос на новогодишните прослави после илјадници години? Во својот пантеон египјаните имале и многу животински богови и божици, како например Апис, бикот, Банадет, овенот, Хект, жабата, Хатор, кравата и Себек, крокодилот. Таква била религиозната сцена на која се нашли израелците како робови во заробеништвото во 16 век пред нашата ера. За да ги ослободи од тварокорниот стисок на фараонот, Јахова, богот на Израел, морал да испрати 10 различни неволи врз Египет. Овие неволи се сведувале на едно добро смислено понижување на митолошките богови на Египет. Сега да придеме на боговите од Древна Грција и Рим. Рим позајмил многу богови од Древна Грција, заедно со нивните доблести и пороци. Например, Венера и Флора биле дрски проститутки, Бахус бил пијаница и развратник, Меркур бил драмски разбојник, а Аполон заводник на жени. Се известува дека Јупитер, таткото на боговите, извршил прелюба или инцест со околу 59 жени. Каков само подсетник на бунтовните ангели кои живееле во диви бракови со жените пред потопот. Бидејќи обожавателите биле склони да го одразуваат однесувањето на своите богови, зарем е чудно тоа што римските императори како што биле Тибери, Нерон и Калигура воделе развратен живот како прелюбници, блудници и убијци. Во својата религија римјаните внеле богови од многу традиции. Например, тие со одушевеност го прифатиле обожувањето на Митра, персискиот бог на светлината, кој станал нивни бог на сонцето. И на сириската божица Атаргатис Иштар, тие ја претвориле грчката Артемида, жената ловец, во Дијана, а имале и собствени варијанти на египетска Изида. Исто така ја присвоиле келтската тријада од божица на плодноста.
за да ги практикуваат своите култови во стотици светилишта и храмови. Тие имале различни свештеници и сите тие дошле под власт на Понтифекс Максимус, врховниот свештеник, кој бил поглавар на државната религија, Atlas of the Roman World, Атлас на римскиот свет. Истиот Атлас наведува дека една од римските церемонии била Тауроболиум, во која обожавателот стоел во една јама и се капел во крвта на еден бик кој бил жртвуван на него. Од овој ритуал излегува во состојба прочистена невиност. Христијански митови и легенди. Според некои современи критичари, христијанството содржи митови и легенди. Дали навистина е така? Многу изучувачи ги отфрлаат како митови раѓањето на Исусот Девица, неговите чуда и неговото воскресение. Некои дури велат дека тој никогаш не постоел и дека неговиот мит е пренесен од подревната митологија и од обожавањето на сонцето. Експертот за митологија Джозеф Кембел напишал: затоа неколку изучувачи сугерирале дека никогаш не постоел ни Јован Крстител, ни Исус, туку само Бог на водата и Бог на сонцето. Но ние треба да запомниме дека многу од овие исти изучувачи се атеисти и на тој начин во потполност отфрлаат секакво верување во Бог. Меѓутоа, ова скептично гледиште му пркоси на историскиот доказ, на пример еврејскиот историчар Јозеф околу 37 околу 100 година нашата ера напишал: на некои евреи уништувањето на Иродовата војска им изгледало како божествена одмазда, и тоа сигурно праведна одмазда заради неговото несување со Јован, кој имал прекар крстител. Тоа било затоа што Ирод го погубил, иако овој бил добар човек. Истиот историчар го потврдил и историското постоење на Исус Христос, кога напишал дека се јавил некој Исус, волшебникот човек, ако воопшто може да се нарече човек. Кога неговите ученици го нарекувале Син Божи, понатаму тој рекол дека Пилат го осудил, па дури и сега родот на оние кои според него се наречени месијанисти не е изумрен. Затоа христијанскиот апостол Петар можел со целосно уверување како сведок на Исусовото преображение да го напише следново: Не ве запознавме со силата и со присусноста на нашиот Господ Исус Христос, следејќи препредено смислени лажни приказки, грчки митос, туку станувајќи очевидци на неговата величественост. Зашто тој прими чест и слава од Бог Таткото, кога преку величествената слава до него дојдоа овие зборови: ова е мојот син, мојот љубен, кого јас сум го одобрил. Да, овие зборови ги чувме како дојде од небото, додека бевме со него на Светата гора. Во овој конфликт меѓу човечкото експертско мислење и Божјата реч, мораме да го промениме начелото кое беше наведено претходно. Тогаш за што се работи? Ако некои не изразиле вера, дали можеби нивниот недостиг на вера ќе ја направи Божјата верност неделотворна? Никогаш да не се случи тоа. Туку Бог нека се најде вистинит, макар секој човек се покажува лажливец, токму како што е напишано: за да се покажеш праведен во своите зборови и за да победиш кога ќе ти се суди. Заеднички нишки. Овој краток преглед на некои од светските митологии служеше за да покаже некои заеднички обележја од кои многу потекнуваат од Вавилон, месопотамската колевка на повеќето религии. Постојат заеднички нишки, без разлика дали се работи за фактите од создавањето или за извештаите за периодот кога на земјата живееле полубогови и джинови и кога една поплава ги уништи злите, или пак во основните религиозни концепти за обожавање на сонцето и за бесмртната душа. Од библиски гледна точка, овие заеднички нишки можеме да ги објасниме кога ќе се сетиме дека по потопот пред повеќе од 4200 години на Божја заповед човештвото се распрснало од Вавел во Месопотамија, иако се одвоиле и формирале семејства и племиња со различни јазици. Тие започнале со истото основно разбирање за претходната историја и религиозните концепти. Низ вековите ова разбирање се искривило и во секоја култура било дотерано, што имало за последици многу измислици, легенди и митови кои дошле до нас денес. Овие митови, одвоени од библиската вистина, пропуштиле да го доближат човештвото до вистинскиот Бог. Меѓутоа, човештвото ги изразувало своите религиозни чувства и на други различни начини: спиритизам, шаманизам, магија, обожавање предци и така натаму. Дали тие ни кажуваат нешто за потрагата на човештвото по Бог? Грчки и римски божества.
Многу богови и божици од грчката митологија имале слични положби во римската митологија. Долнава табела набројува некои од нив. Грчки и римски улоги. Аполон, бог на светлината, медицината и поезијата. Арес, Марс, бог на војната. Артемида, Диана, божица на ловот и рагањето. Асклепи, Ескулап, бог на лекувањето. Атина, Минерва, божица на занаетите, војната и мудроста. Афродита, Венера, божица на љубовта. Геја, Тера, символ на земјата како и мајка и сопруга на Уран. Деметра, Церес, божица на растенијата. Дионис, Бахус, бог на виното, плодноста и разузданото однесување. Ерос, Купидон, бог на љубовта. Зевс, Јупитер, владетел над боговите. Крон, Сатурн, за грците владетел над титаните и татко на Зевс. Во римската митологија и бог на земјоделството. Плутон, Хадес, Плутон, бог на подземниот свет. Посеидон, Нептун, бог на морето во грчката митологија и бог на земјотресите и коњите. Реа, сопруга и сестра на Крон. Уран, син и сопруг на Геја и татко на титаните. Хера, Јунона, заштитничка на бракот и на жените. Кај грците сестра и сопруга на Зевс. Кај римјаните сопруга на Јупитер. Хермес, Меркур, гласник за боговите, бог на трговијата и науката и заштитник на патниците, краците и вагабонтите. Хестија, Веста, божица на огништето. Хефест, Вулкан, ковач за боговите и бог на огнот и обработката на метали. Хипнос, Сомнус, бог на сонот. На темел на The World of Book of Encyclopedia. 1900. Асиро-вавилонски богови и божици. Ану, врховен бог кој владее со небесата, татко на Иштар. Ашур, национален бог на воините, кај асирците исто така бог на плодноста. Еа, бог на водата, татко на Мардук, го предупредил Утнапиштим за потопот. Енлил, Бел, господар на воздухот. Подоцрана во грчката митологија одговара на Зевс. Вавилонците го присвоиле како Мардук, Бел. Иштар, божествената персонификација на планетата Венера, составен дел од незиниот култ била светата проституција. Во Феникија се нарекувала Астарте, во Сирија Атаргатис, во Библијата Астарта, во Грција Афродита, во Рим Венера. Мардук, главен меѓу вавилонските богови, ги опфаќал сите други богови и ги презел сите нивни различни функции. Израелците го нарекувале Меродах, син бог месечина, член на тријадата која го вклучувала Шамаш, сонцето, Иштар, планетата Венера. Тамус, Думузи, бог на жетвата, љубовник на Иштар. Шамаш, бог сонце на светлината и правдата, претходник на грчкиот Аполон. Боговите на римскиот војник. Рим бил прочуен по својата дисциплинирана војска, силата на неговата империја зависела од моралот и од делотворноста на воените легии. Дали религијата била фактор на кој можело да се смета? Да, и за наша среќа римјаните зад себе оставиле јасен доказ за својата окупација во облик на патишта, тврдини, водоводи, колусеуми и храмови. Например, во Нортамбрија, во северниот дел на Англија, се наоѓа прочуениот Адријанов зид, кој бил изграден околу 122 година на нашата ера, што откриле ископувањата за активноста на римскиот гарнизон и за улогата на религијата. Во музеот Хоустец, сместен во близина на ископаните урнатини од еден римски гарнизон на Адријановиот зид, еден експонат наведува религиозниот живот на римскиот војник бил поделен на 3 дела. Прво, култот на обоготворените императори и обожавањето на заштитничките богови на Рим, како што биле Јупитер, Викторија и Марс. Секоја година на местото каде што се одржавале паради, во секоја тврдина му бил посветуван еден олтар на Јупитер. Од сите војници се очекувало да учествуваат на празниците со кои ги прославувале родендените, деновите кога стапиле на престолот и победите на обоготворените императори. Колку само е тоа слично на обичаите во денешните војски во кои капеланите, олтарите и знамињата се редовен дел од обожавањата во војската, но кое било второто обележје на верскиот живот на римскиот војник? Тоа било обожавање на заштитничките богови и на духот чувар на нивната единица, како и на боговите кои ги донеле од својата татковина,
На крај тука биле култовите кои ги следел секој поединец. Се додека еден војник ги исполнувал своите обврски кон официјалните култови, бил слободен да го обожува кој бог сакал. Тоа звучи како состојба на многу голема слобода на обожавање, но исклучок биле оние религии меѓу кои бил друидизмот, чии практики се сметале за нехумани, како и оние во кои постоело сомнение во однос на лојалноста кон државата. Например, христијанството. Интересно е тоа што во 1949 година во еден глиб во Керобург, многу близу до Адријановиот зид, бил откриен еден храм на Митра. Археолозите проценуваат дека тој бил изграден околу 205 година на нашата ера. Содржи слика на еден бог на сонцето, олтари и еден надпис на латински кој делумно наведува на непобедливиот бог Митра, египетските богови и 10 неволи. Јехова извршил суд над египетските немокни богови преку 10 неволи. Нил и другите води се претвориле во крв. Посрамен е богот на Нил, Хапи, жаби. Божицата на жабите Хект е немокна да го спречи тоа. Прашина претворена во мушички, Тот, господарот на магијата, не можел да им помогне на египетските магепсници. Штркливо целиот Египет, освен во Гесен, каде што живеели израелците, ниеден бог не можел да го спречи тоа, па дури ни Птах, творецот на универзумот, ниту пак Тот, господарот на магијата, помор на стоката, ниту светата божица Крава, Хатор, ниту бикот Апис можеле да ја спречат оваа неволја. Чиреви, божествата исцелители Тот, Изида и Птах не можеле да помогнат. Грмотевици и град била разоткриена немокна на Решпу, господарот на молњата, и Тот, богот на дождот, и Грмотевицата. Скакулци, тоа бил удар за богот на плодноста. Мин, заштитник на посевите, 3 дена темнина, Ра, над мокниот бог на сонцето, и Хорус, соларен бог, биле посрамени. Смрт на првородениците, вклучувајќи го и оној на фараонот, кој се сметал за олицетворен бог. Олицетворен бог. Ра, Амон Ра, богот на сонцето, и понекогаш представен како Овен, не бил способен да го спречи тоа. И така ше велам, кога пред 3000 години се наставил христијанството во државањето на вистите богови, се уште толку за ова книга, толку тамане тоа. Така.